Владеачката партија ВМРО ДПМН вчера одржа трибини во Свети Николе и Лозово. На трибините лидерот на партијата и премиер Никола Груевски посочи дека владата континуирано работи на подобрување на бизнис опкружувањето и на подобрувањето на стандардот на граѓаните. Во таа насока истакна дека од 2006 значително е намалена невработеноста и се привлечени рекорден број на инвестиции. Успеавме да привлечеме и најмногу странски инвеститори. Ќе потсетам 2007 година 507 милиони евра инвестиции, 2008 стои, 430 милиони евра странски директни инвестиции. Во овие две години за 60% порасна извозот во Македонија. Ставката на невработеност се намали од 38% колку што ја наследивме на околу 32%. А исто така остваривме најголем раст на економијата во 2007 6%, во 2008 година 5% раст. Растови кои што преходно ни приближно не се остварувале. Тие 930 милиони евра што влегува во тие две години се повеќе странски директни инвестиции отколку во сите години на владење на СДСМ заедно. Груевски посочи дека антикризните мерки не дозволиле да има отпуштање на работници, намалување на пензиите и платите во сите сектори за време на светската економска криза, а истовремено реформите продолжиле и државата неколку пати поред беше прогласувана за еден од најголемите реформатори во светот. Премиерот во полната сала нагласи дека Македонија е ниско задолжена земја. Во 2006 година кога дојдовме во владата беше 39% од бруто домашниот производ задолжена. Значи 39% од бруто домашниот производ задолжена. Со предвременото раздолжување и со последователното домаќинско работење во тој дел, денеска Македонија е четврта најмалку задолжена држава во Европа, со долг од околу 26% од бруто домашниот производ. Груевски пред присутните истакна дека и во иднина ќе продолжи зголемувањето на субвенциите за земјоделството, а оваа година за овој сектор се издвоени 130 милиони евра. Тој нагласи дека и во периодот кој што следува ќе продолжат реформите и инвестирањата во сите сектори, како што се инвестициите од 100 милиони евра за набавка на медицински апарати и дополнителни 100 милиони евра наменети за здравствената инфраструктура. Груевски посочи дека реформите се спроведуваат и во образованието, судството, администрацијата и во други сектори, паралелно продолжува борбата против корупцијата и криминалот. Што се однесува до евроатланската интеграција, Груевски нагласи дека членството во НАТО и Европската Унија е приоритет, но не со променет идентитет. Тој нагласи дека доколку се дојде до одреден договор со Грција, за истиот прво ќе се изјаснат граѓаните на референдум.